Господине Ковачевски, би требало денеска да ни биде централна тема разрешувањето на министерот Адмирим Алити. Меѓутоа, очигледно е дека тоа не е темата на досегашните дискусии и реплики, па нема да биде ни моја, затоа што од ваша страна во експозето не слушнавме образложение зошто се разрешуваат министрите. Вие инсистиравте на разговор за персонални и кадровски решенија, а ниту еден збор не изговоривте за било кое решение. Во експозето подспесно кажавте дека се раководите и дека носите одлуки од теснопартиски интереси на партиите кои се активни на политичкиот пазар или пазарот 3, како што го дефинира вашиот бивш министер Тупанчевски, и се раководите според партиските желби и личните интереси. Истовремено не почитувајќи го договорот со политичка партија, која што пред од прилика година дена беше најзаслужна да се сочува какво таквото мнозинство, недефинирано, односно да обстои вашата влада. Сметам дека вие сте заложник на политичките партии кои раководат всушност со државата, а вие сте ставени во таква ситуација да ги извршувате нивните барања. И интересно, во целата ова конструкција или констелација политичка, барем што се однесува до партиите од албанскиот политички блок, тогаш единствена партија со легитимитет кај албанските гласачи е БЕСА. Сите други се во фаза на влегување или во фаза на излегување во власта или во мнозинството, така наречено. Ние сега не носиме никаква одлука за опстанок на единствениот пат на државата. Тоа со оваа власт, верувајте, е слеп пат и без излез, но затоа вие сакате да се одлучува за опстанок на оваа влада, која што огромен дел од македонските граѓани ја сметаат за штетна влада, барем што се однесува до анкетите. Владата не знае како да се справи со сите ситуации, кои што за волја на вистината се предизвикани токму од неа, и како генератор на кризните ситуации, подпредседателе, јас се обраќам до премиерот цело време. Да, во право сте. Председателот на владата да влезе во сала. Ама нема. Господине Ковачевски, нема да бидам многу груб. Вчера разговаравме дека доколку добро се познаваме, може да се навредиме. Нема да се навредуваме. Јас не сум таков човек кој што дели квалификации кои што се некоректни или ќе донесат некому срам. Најмалку вам во оваа ситуација. Но сакам да го кажам моето мислење. Морам да кажам дека во овој случај не се прави разлика помеѓу личното и заедничкото, затоа што единствено е личното. Значи, ова е све врз вашето експозе, господине Ковачевски. Наместо државниот и националниот интерес се штити личниот, профитерскиот и криминален интерес. Да не беше воената состојба, господине Ковачевски, вие немаше да имате изговор за катастрофалната состојба во државата, за економската, стопанската и сите останати, заклучно со сериозната и длабока политичка криза, која што ја засека Македонија. Не се согласувам дека производството во државата е зголемено, тоа се наоѓа во слободен пат,
а ниту пак најмалку можам да се согласам дека постои зголемување на земјоделското производство. Зголемување на површините земјоделски нема, има на одредени култури, кои што токму прехранбената криза ги иницираше да се насочи владата и Министерството за земјоделство во поттикнување на производство на земјоделски култури, стратегиски во овие ситуации кои што претходно не бе, и можем да кажем дека можеби тоа па Министерство и има резултати кои што се видливи за разлика од другите ресори. Уште ќе се навратам на подадената рака и понудата за подадена рака. Не е точно дека вие понудувате рака, точно е дека вие одбивате понудена рака. Раката беше подадена многу одамна, вие добро се сеќавате и не можеме за ова да разговараме. А точно е тоа дека за време на врвни интереси кои ќе се преточат во смена на оваа власт, мораме да разговараме. Иницијативата за проширување на некаков европски фронт, ќе ја сведам на тоа дека ја не знам колку е потребно во собранието да носиме декларација дека приоритетна цел на Република Македонија е зачленувањето полноправно во Европската унија. И вие немате право да си го земате ексклузивитетот дека сте најмногу засегнати или заинтересирани за влез во Европската унија, затоа што подеднакво и опозицијата, уште своевремено, како приоритет, се има изјаснато дека за Македонија е стратегиска цел полноправното членство во Европската унија. И од тука не прифаќам никакви европски фронтови и во оваа ситуација, подеднакво колку што е битен интересот на Македонија за полноправно членство во Европската унија, за опозицијата се битни и македонските национални и државни интереси на кои што вие, господине Ковачевски, не внимавате. Морам да го искоментирам и ова со ситните души. Ова е, благо кажано, навредливо за опозицијата. Ситни души ја можам да гледам и во така нареченото мнозинство, многу повеќе и единствено, но не и кај опозицијата. Ќе го прескокнам ова за државотворноста заради тоа што тоа е сериозна тема и не сакам да се конфронтирам по тој основ со вас. Но верувајте дека поддршката која што ја барате во делот на реконструкцијата на владата не може да биде за нас прифатлива од повеќе причини, подеднакво на тоа како што верите околу зачленувањето на Македонија во Европската унија, односно започнувањето на преговорите кои што не се започнати. И вие тоа многу добро го знаете, но ќе ве подсетам, доколку немате информации, за запрепастеноста на нашите пријатели во Брисел од некоординираноста на македонските представници на разговорите каде што се врши скринингот. Толку за работата на вашиот министар Маричич и за ефикасноста на нашите представници во делот на скринингот на Европската унија кон Република Македонија. Затоа би било и подобро за него да се воздржуваат квалификации за опозицијата, затоа што опозицијата будно ги следи сите активности на сите членови на владата, така и на неговите. И има своje мислење. Се осврнавте и на заштитата на животниот интерес, но и на здравјето на граѓаните. Ќе подсетам дека 40.000 здравствени работници во овој момент немаат плата. Веќе ви е најавен штрајк на вработените во 8 септември болницата. Запрепастувачки е за сите како може да се случи да биде хакиран системот на Фондот за здравствено осигурување. Уште повеќе е загрижувачка уцената за исплата на 20.000 биткоини или 40 милиони долари. Тоа е срамно и тоа по никоја цена не смее да се прифати, но во исто време е загрижувачки односот на раководителите во оваа институција кои што дозволиле оваква работа.
И кога ги имаме сите овие нешта, многу се, јас само на кратко се осврнав на сите овие елементи од вашето експозе, сметам, како што сметаат и најголем број на граѓаните врз основа на последните анкети кои што се извршени, дека наместо да разговараме за реконструкција на владата, сега треба да разговараме за оставка на оваа влада и распишување на вонредни парламентарни избори како излез од кризата во која